Еве само може да започнеме. Почитувани присутни, почитуван министер, задолжен за имплементација на стратегијата за подобрување на состојбата на ромите во нашата земја, Музафер Бајрам, почитувани министри, кои што сте денес овде присутни, заменици министри, почитуван автор на граматиката на ромскиот јазик, Лјатиф Демир, почитувани дами, господи, почитуван пратеник Ибраимовски, почитувани општественици, интелектуалци, денес овде кои што сте присутни со нас. Навистина е убаво чувството, кога сме собрани од сите етнички заедници денес овде, да прославиме еден успех на ромската заедница, која што е составен дел од нашата Република Северна Македонија. Кога, како еден од основните принципи на програмата на владината коалиција што ја предводам, одлучивме дека ќе се залагаме за концептот едно општество за сите. Таа одлука не ја донесовме заради тоа што добро звучи политички, заради тоа што го привлекува вниманието на гласачите или заради тоа што некој тоа не го наметна. Апсолутно не. Го прифативме овој принцип зашто силно веруваме во него и затоа што сме подготвени да ги реализираме сите неопходни предуслови нашата земја навистина да се препознава како општество еднакво за сите. Суштински, а не само како политичка опредалба. Една од суштинските димензии на инклузивните општества е толеранција и почитување и поттикнување на културната разноличност. Како општество еднакво за сите, се препознаваат, почитуваат и слават повеќе кратни и разновидни идентитети. Кога ја славиме различноста и афирмацијата на разликите, создаваме општество на кое му се туги дискриминацијата и предрасудите. Посебна улога во овие процеси има образованието, за да обезбеди можности за учење на историјата и културата на сите заедници и кој ќе го негува разбирањето и почитувањето кон другиот во општеството еднакво за сите. Конечно, постои потреба и да се креираат позитивни приказни за едно инклузивно општество еднакво за сите и за иднината. Една таква успешна приказна е граматиката за ромски јазик, на ромски јазик, заедно со речникот на ромски јазик, кој е во подготовка, станува збор за публицистички дела, кои се темелници на јазичната култура и наука на секоја заедница. Ова е убава прилика да им дадеме признание и почит на авторите на граматиката на ромскиот јазик, Лјатиф Демир, Фатиме Демир и Нефсија Дурмиш, и да им посакаме уште многу вакви успешни проекти. Се работи навистина за капитално дело, кое со офатот на сите битни граматички прашања на ромскиот јазик може да послужи како основа во создавањето материјали наменети за училишната практика во образовниот процес. Секако, граматиката дава можност на секој поединец, секој што самостојно го учи ромскиот јазик или сака да го усоврши, да се запознае со неговите основни граматички особини. Публикувањето на оваа граматика се има за цел да придонесе и во стандардизацијата на литературниот ромски јазик, како што рече господинот Демир, како и да укажува на особеностите на дијалектичкиот изговор, како посебно богатство на ромскиот јазик. Истовремено, оваа граматика ќе послужи како солидна основа за натамошна научна работа, анализи и истражувања и за создавање нови дела, што ќе го трасираат ромскиот јазик. Почитувани, втората приказна, што не собра денес овде, е и одбележувањето на 5 ноември, Светскиот ден на ромскиот јазик. Уште една приказна за богатствата на концептот едно општество еднакво за сите. Кога УНЕСКО го прогласи 5 ноември како Светски ден на ромскиот јазик во 2015 година, ни даде причина да го славиме, да ги чуваме ромскиот јазик и култура, за да ја препознаеме важноста и еднаквоста на сите јазици. Ромскиот јазик е официјален јазик на сите роми во светот, збогатен со историски процеси на миграции и широк спектар на влијанија. Ова е една од причините зашто УНЕСКО повикува на поголема поддршка на ромскиот јазик, вклучувајќи образование во овој јазик за ромските деца, за кои тој е нивниот мајчин јазик, без разлика
во која средина или каде во светот живеат. Кога одбележуваме светскиот ден на ромскиот јазик, сите ние застануваме со ромскиот јазик и ја славиме културата на ромите како дел од нашето македонско културно богатство и богатство на целото човештво. Да не заборавиме, припадниците на ромската заедница од Република Северна Македонија имаа пресудна и одлучувачка улога во официализирањето на ромскиот јазик во мапата на јазиците на народите во светот со иницијативата на професорот Јусуф Шаип. Тој го посвети целиот свој живот на стандардизацијата на оригиналниот ромски јазик и за неговото вклучување во образованието. Денес, неговите следбеници го продолжуваат неговото дело во интерес на вредностите на ромската заедница. Република Северна Македонија беше лидер на овие иницијативи, кои потоа инспирираа и други држави да подржат активности за афирмација на ромскиот јазик на институционално рамниште. Тие иницијативи, тоа наследство, делата како што е и новото издание на граматиката на ромски јазик, како за авторите, така и за нашата земја, остануваат мотивација и обврска и понатаму да ги напредуваме овие придобивки. Уште еднаш, честитки за ова издаваштво и секако нека е среќен Светскиот ден на ромскиот јазик. Благодарам.